дека се постави камен темелник на новата зграда во која ќе бидат сместени Државниот завод за ревизија и Геолошкиот завод. Објектот ќе располага со површина од околу 7000 метри квадратни и ќе се состои од подрум, приземје и 6 ката. Новата зграда на Државниот завод за ревизија и Геолошкиот завод се гради на местото на старата зграда на Геолошкиот завод која беше дотраена. Ова е првата вест за денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Со просечна оценка од 3,11 е положена државната матура. Ерик Сардинас на 17 јули во Скопје во рамки на Блуз и Соул фестивалот. Отворен регионалниот центар за соработка со бизнис заедницата. 6 велосипеди на јавното предпријатие Градски паркинг уништени за 3 месеци. $18,370 кандидати во јунскиот рок ја положија државната матура со просечна оценка 3,11, што е малку помала во споредба со минатата година кога оценката изнесуваше 3,18. Матурантите по мајчиниот јазик бележат помала оценка во споредба со странски јазик. Односно за мајчиниот јазик оценката е 2,99, додека пак за странскиот 3,43. Просечната оценка што ја постигнаа матурантите при полагање на државната матура која се полага 7 година поред, годинава е 3,11. Истакна на денешната пресконференција министерот за образование и наука Абдулаки Мадими. За јунскиот испитен рок се пријавиле 18,370 кандидати, а процесот го следеа околу 2000 обучени тестатори наставници, 500 оценувачи, 24 локални координатори и членови на комисии за преговори, како и 200 овластени наблюдувачи. 2,99 изнесува просечната оценка по мајчин јазик, за кој беа тестирани 17,560 кандидати, додека пак странски јазик полагаа 16,575 кандидати, кои постигнаа просечна оценка од 3,43. Просечните постигнувања по математика основно ниво изнесуваат 3,04, исто како и постигнувањата по предметот математика напредно ниво. 4801 кандидат полагал филозофија, а просечната оценка е 3,98. Предметот естетика го полагаа 150 кандидати кои остварија просек од 3,82. Хемија полагаа 365 кандидати и постигнат е просечен успех од 3,36 и 3106 кандидати полагаа биологија и постигнаа успех од 3,42. Просек од 3,68 е постигнат по предметот физика кој го полагале 131 кандидат, а 2657 кандидати полагале историја и постигнале просек од 2,99. Министерот Адеми информира дека годинава првпат на матурантите им бил понудени предметот бизнис, кој го полагаа 4850 кандидати, а просечната оценка е 3,27. Ова година за прв пат беше понуден и предметот бизнес, кој го полага 4850 кандидати, што упатува на вистина голем интерес за ова тематика. Просечната оценка е 3,27. Процесот на екстерно оценување и процесот на државна матура не е само да ги провериме реалните оценки, туку и да настојуваме да ги елиминираме слабостите во системот. Се надевам дека и наставниците, и училиштата, меѓутоа и Министерството во иднина ќе превземат чекори се со цел овој процес да биде поквалитетен, меѓутоа и да има директно влијание во квалитетот на образованието. Сите ученици ќе може да ги видат резултатите на огласните табли во училиштата, како и на веб страницата matura.gov.mk. Незадоволните кандидати имаат можност утре и задутре да достават приговор до Државниот испитен центар. Полагањето државна матура во Македонија се реализира од учебната 2007-2008 година. Следната испитна сесија за матурантите е во август. На 11 август се полага мајчин јазик и литература. На 13 август странски јазик. На 14 математика, естетика и филозофија, а на 16 се полага биологија, хемија, физика, историја и бизнис.
Големата светска блуз атракција Ерик Сардина со својот бенд Big Motor ќе гостува во Скопје во рамки на Blues и Soul фестивалот. Концертот на Сардина се закажан за на 17 јули во летниот клуб Рингишпил во градскиот парк од 21 часот. Со 100 до 200 настапи годишно, Ерик Сардина се на самиот врв на светската сцена, а секој негов настап е вистинско доживување. Во моментов со својот бенд тој го снима новиот албум кој треба да излезе на есен, а некои теми што ги подготвува ексклузивно ќе ги представи пред скопската публика. Концертот на Сардина се одржува во рамки на првиот дел на Blues и Soul фестивалот, додека пак втората половина на фестивалот ќе се одржи во втората половина на септември, за кога организаторите најавуваат исто така спектакуларни настапи. Скопскиот Blues фестивал веќе стана бренд за кој се знае и многу подалеку од границите на Македонија и годинашно издание се погоди, така да кажам, да го презентираме и представиме во два дела. Имено фестивалот од пред некоја година се издвои од рамките на Скопско лето, стана како една независна манифестација, се одвива во втората половина на септември, меѓутоа годинава имавме можност и прилика да ангажираме една вистински светска мега звезда која свири блуз со примеси на рок-н-рол. Скопскиот Blues фестивал идната година ќе може да се пофали со редов юбилеј. Ќе влеземе во 20 години постоење, што е навистина во наши услови еден пример на квалитет кој е препознаен надвор од границите на нашата држава. Во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион на Скопскиот сајм, денеска Министерството за локална самоуправа го отвори првиот регионален центар за соработка со бизнис заедницата. Вакви центри ќе бидат отворени и во источниот, југозападниот и во полошкиот плански регион, а целта е да се поттикне развојот на општините и регионите. Прилог на Томислав Атанасовски. Првиот регионален центар за соработка со бизнис заедницата денеска беше отворен во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион на Скопскиот сајм. Центарот го воспоставува Министерството за локална самоуправа со поддршка на UNDP како точка за соработка на општините, планскиот регион и бизнис заедницата во функција на развој на регионот. Вакви центри ќе бидат отворени во источниот, југозападниот и во полошкиот плански регион. Центарот го отвори министерот за локална самоуправа Лирим Шабани, а на настанот присуствуваа градоначалниците на 17 општини од Скопскиот плански регион, како и раководителот на Центарот за развој. Како главни насоки во делот на инвестицијскиот развој на регионот се следниве активности. Регионална индустријска политика во согласно со националната индустријска политика со цел одржлив економски раст и намалување на невработеноста. Да се развие координиран и интегриран регионален пристап за привлекување на инвеститори со воведување на регионален промотивен пристап, како и јакнење на оперативните капацитети, ефикасно да ги спроведат барањата на инвеститорите на општинско ниво. Регионална програма за бенефиции на инвеститорите и бизнис заедницата, за да се обезбеди подобра конкурентност на Скопскиот регион во споредба со другите региони на градовите од соседните држави. Во таа насока, уште еднаш ќе потенцирам дека со отварање на регионалниот центар за поддршка на бизнис заедницата ќе се придонесе за подобра комуникација и подобра заедничка соработка со бизнис заедницата, како во делот на побрза размена на информации и услуги, така и во делот на иницирање на заеднички проекти со бизнис секторот, пред се со коморите, бизнис друженијата, кластерите, инкубаторите, невладините организации и академскиот сектор во насока на поголема конкурентност при аплицирање на ЕУ фондовите. Приоритет на Министерството за локална самоуправа е да ги поттикне развојот на општините и на регионите. За таа цел, со поддршка на Министерството за локална самоуправа и UNDP, која што обезбедува опремата за канцелариите, центри за соработка со бизнис заедницата најпрво ќе бидат отворени во Скопскиот, Полошкиот, Источниот и во југозападниот плански регион. Во другите плански региони ќе биде воспоставена мрежа за инклузивен развој, која што веќе функционира во Вардарскиот плански регион.
и се покажа како успешна пракса на соработка за сите субјекти во планскиот регион. Идејата на ниво на регион е да се создадат цврсти релации меѓу јавниот сектор, тоест општините, и бизнис секторот заради обезбедување на заедничка поддршка во определувањето на приоритетите на регионот. Реализација на проекти, поддршка на мали и средни бизниси, привлекување на инвестиции, преку представување на бизнис климата во регионот и слично. Настапуваме заедно за развој на планските региони. Очекувам овој пристап да даде ефекти и во обезбедувањето на поголеми средства од ИПА, фондовите на Европската Унија, преку организиран и координиран настап со проекти кои што ќе бидат препознаени од Европската Унија и од граѓаните. Регионалниот центар ќе има бизнис мапата на постоечките субјекти, како и на можностите за отворање на нови бизниси преку поддршка на домашните и странски инвеститори. Услов за развој на регионот е соработката, Министерството за локална самоуправа и општините на овој начин им се стават на располагање на сегашните и потенцијалните нови бизниси. Министерството за локална самоуправа ќе ги следи ефектите од работењето на овие центри и ќе ги развива и понатаму во зависност од потребите на бизнис заедницата, кои што ќе бидат пројавени во текот на нивното првично функционирање. Уништувањето на велосипедите за изнаемување од страна на несовесните граѓани продолжува и оваа година. Од градот информираат дека за само 3 месеци од почетокот на сезоната за изнаемување велосипеди за оваа 2014 година се уништени 6 велосипеди на јавното предпријатие Градски паркинг. Според податоците на предпријатието од 2010 година, кога почна со реализација проектот изнаеми велосипед, до месец јуни 2014 година уништени се вкупно 150 велосипеди, кои повеќе не се во употреба, а 9 од нив се украдени, од кои 2 минатата година, а 7 во 2012-та. Во 2010 година уништени се 11 велосипеди, во 2011 10, во 2012 58, а во 2013 уништени се 65 велосипеди. Екипите на јавното предпријатие Градски паркинг секојдневно вршат поправки и ги сервисираат велосипедите за тие да бидат безбедни за користење. Ако некој украде велосипед, Градски паркинг кражбата ја пријавува во полиција, односно поднесува пријава за кражба или пријава за затајување туѓа сопственост. Потоа полицијата трака по сторителите. Од град Скопје упатуваат апел до граѓаните да ги чуваат и да не ги оштетуваат изнајмените велосипеди од јавното предпријатие Градски паркинг. По претходно доставено барање од страна на општина Шуто Оризари до град Скопје за основање средно стручно училиште во оваа општина, подкрепено со соодветен елаборат и причини за основање на ново училиште, градот вчера даде зелено светло. Град Скопје ќе биде основач на уште едно средно стручно училиште кое е на улицата Вашингтонска број 44 во Шуто Оризари. Средствата за основање и почеток со работа на средното училиште се обезбедуваат од буџетот на град Скопје и буџетот на Република Македонија преку блок дотации. Според одлуката, таму постои можност да се отворат струки за обуки на медицински сестри, градежни и економско-правни техничари, геодети, келнери, фризери и друго. Според описот на Министерството за образование до град Скопје во училиштето со вкупна нето површина од 4405 метри квадратни, планирани се 360 ученици во една смена или 720 во две смени. По завршување на конкурсот за упис на ученици во прва година ќе биде обезбеден потребниот број на лица кои ги исполнуваат условите утврдени за наставници и стручни соработници во средното образование, од редот на веќе вработените лица во средните училишта на град Скопје. А по добиените согласности од Министерството ќе биде ангажиран и дополнителен кадар, односно вработување на лица на определено и неопределено време. Субвенции во висина од 15 милиони денари градот Скопје ќе додели на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Ова одлука ја донесе Советот на град Скопје. Со субвенцијата намената за ова предпријатие Паркови и зеленило треба да ги надомести трошоците настанати при потешкоти во работењето, што произлегуваат од доспеани обврски кон добавувачите. Јавното предпријатие Паркови и зеленило исто така од град Скопје ќе добие и дополнителни 2 милиони и 600 денари за покривање на трошоците за пајтонот. Средствата за оваа намена се обезбедени од буџетот на град Скопје. Со 24 одобренија за градба издадени во месец мај, општина Илинден дефинитивно е општината каде што летово ќе се изградат најмногу објекти.
Според податоците на Државниот завод за статистика, од вкупно 52 одобренија за градба издадени во Скопскиот регион, 24 се во населбата Илинден, а од нив 20 објекти ќе бидат изградени од физички лица, односно индивидуални куќи, а само 4 се на деловни субјекти. Според податоците на Државниот завод за статистика, во мај 2014 се издадени 194 одобренија за градење, што е за 7,2% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 5,84 милиарди денари, што е за 236,3% или скоро 3,5 пати повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 139 се наменети за објекти од високоградба, 27 за објекти од нискоградба и 28 за објекти за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 504 станови со вкупна корисна површина од 43.765 метри квадратни. Една од спортските информации за денеска е тоа дека фудбалскиот клуб Работнички вечерва ги стартува настапите во квалификациите од Лигата на шампионите. Останатите ги гледате по рекламите.